Од тука би сакал да почнем мојата теза денеска, а која се сочинува и која што сакам да ја втемелам на едно тврдење дека во Македонија се инвестираше и се спроведува, иако е сега тоа веќе во една друга фаза тој проект, нешто што во политичката теорија е добро познат феномен, а кој што се нарекува сакрализација на политиката. Да ве подсетам тие што тоа го знаат, сакрализацијата на политиката е нешто што е констатирано и најдобро разработено во однос на фашизмот, значи пред 100 години, и представува еден државен обид за воведување на нова државна религија. Значи, сакрализацијата представува во суштина еден како да ви кажам, секуларен проект. Значи, он не е втемелен на верба во Бога, туку е втемелен на едно редефинирање на односот на јавноста, на народот, кон институциите и кон водството. И затоа е крајните консеквенции, најдобро го има опишано познатиот италијански историчар Емилио Джентиле, но има и неколку значени германски автори. Најдобриот пример за тоа е фашистичката Италија. Улогата на Дуче, на Мусолини и така натаму, каде што тоа до еден период на развојот на тој модел е доведен речиси до совршенство. Тој модел успева да ги надвине конкретните резултати кои се често проблематични со она како граѓаните тоа го доживуваат, и во крајна, во радикална, во екстремна политичка консеквенца, јас ќе поминам низ моделот и неговите елементи, тоа е ситуацијата во која што после Вајмарската република Хитлер победи во Германија и потоа победуваше и на некои избори без да добие мнозинство од германците. Меѓутоа, благодарејќи на оваа сакрализација на политиката, мнозинството германци не му се спротивставија, а потоа таа реалност ја прибија како нормална. Значи, во политичката сфера вие не гледате доволно голем отпор, а потоа, бидејќи се интервенциите менталитетски, бидејќи се интервенциите токму ова што денеска говориме морални, вие гледате како се адаптира општеството на новиот морал кој што го произведува оваа сакрална политика. Сакралната политика е политика која што е можеби првата, да кажем, политизација на масовно ниво. Таа се подпира врз медиумите, без разлика кои се медиумите историски погледнато, но бидејќи во суштина се подпира на пропаганда на нови вредности, она бара многу жестока контрола на медиумскиот простор и на средствата за пропаганда. Исто така на неа образованието е еден од клучните сегменти во општеството, бидејќи низ образованието промовира нови вредности, промовира нови реалности, нови, да кажам, стандарди, и користи многу слични елементи како и религиските елементи. Значи, во неја ќе најдете многу митологии, во неја ќе најдете, бидејќи во суштината, видите, редефиницијата мора да биде создавање на нов човек, нов македонец. Ќе се тргне од најдлабоките корени на идентитетот, ќе се тргне од Александар Македонски, бидејќи подлабоко тоа не можеле да отидат, за да се редефинира сето тоа наваму. Со цел не да се објаснува Александар Македонски, туку да се добие еден нов, морално нов македонец. Во неја има, значи, се игра многу со знаците, со символите, со култовите, со митовите, со вредностите, со етиката. Да речеме, во областа на културата, вие ќе видите море од фестивалски активности. Фестивалот, самиот збор култура подразбира култивација, значи процес. Фестивалот е крајот на процесот. Кога ќе го составите култивацијскиот процес и кога го нудите само фестивалскиот елемент, вие у суштина им ускратувате можноста на луѓето да поминат дискултивирањето на ефектот. Затоа е преплавено со фестивалски активности, кои што може да бидат од најпрости, да не кажам простачки, кои што може да бидат пивофести, до Охридски културни лета. Но вие нема да развивате култура во која што јавноста ќе учествува како креатор, туку ќе учествувате само како консумент на вредности кои што ќе им ги пласирате. Во архитектурата гледаме на што тоа се сведува на монументални, секогаш мора да биде импресијата монументална. Ова што се обидувам да го кажеме, значи, јас не го гледам проектот на ВМРО ДПМНЕ само како коруптивен проект. Корпоративниот криминал кој они го внесува во проектот е резултат на една практична таму екипа која што виде можност да се украдат стотици милиони во проектот. Но сакам да ви апелирам и се обидувам да докажам дека за тоа стои идеја.
дека тоа не е само мафијашка идеја која што може би во мафијаштвото покажува најголеми резултати. Со други зборови, кога ќе ги вмешате некаква политичка реалност, нови социјални елементи, културни димензии, вие доаѓате до неопходно менување на моралните стандарди во општеството. Кога тоа ќе го нападнете со образовен систем, со силна пропаганда, со партија која станува новата црква, и сега не сакам да трошам тука зборови, бидејќи повеќето од овие работи се прилично издискутирани во Македонија, и потоа доаѓате до неколку клучни сегменти како се гради таа сакрална позиција во општеството. Прво, важен е лидерот. Бидејќи лидерот е тој што обединува. Тој е тој кој што луѓето ги преведува и преку како да ви кажам, преку кратките ефекти на системот. Значи луѓето и кога гледаат дека системот не е добар, заради лидерот сакаат да бидат интегрирани. Лидерот обезбедува едно заедништво. Лидерот може и не мора да е харизматичен, но тој мора да е главниот толкувач на реалноста. И тој мора да биде одлепен и дел од системот и одлепен од системот, бидејќи неговата позиција оправдува многу кусости, кусогледости и така натаму на системот. Потоа, тоа го знаеме, бидејќи овој тип на системи се многу тесно поврзани со популистичките практики. Се разбира дека мора да имате непријател, бидејќи религиите не можат да постојат без да има некаква контрапозиција према која ја градите својата вредностна вертикала. Овој тип на системи бара силна хиерархиска поставеност, значи затоа лидерот се занимава и до именувањето на партиското водство во делчево. Значи лидерот не се занимава само со изградбата на новиот огромен проект кој ќе се занимава со енергетиката во Македонија, туку и со општинскиот комитет во Старо Нагоричане. Еден семоќен авторитет, што значи дека лојалноста е поважен елемент од колку-рацијото. При тоа, овие системи, како што е докажано во теоријата, најдрастичниот пример ова што го спомнавте, многу се темели врз еден општествен фатализам. Значи, со тек на време мора да доаѓа во ситуација кога луѓето почнуваат да мислат дека така мора. Тие дури значи да не го поддржуваат, дури изборно да не го поддржуваат тој модел, тие веќе се привикнуваат на новата стварност и мислат дека тоа така мора и дека во крајна линија не можеме ништо да направиме. Во екстремен случај ги имавте поплавите неодамнешни. На крај, заради сите фалинки, кусости и нефункционирање на државата, луѓе да бе Господ, што да правиме? Ете така, големи беа водите. Значи, тој фатализам е дел од тој нов морален. Правото игра многу важна улога во овој сегмент, бидејќи правото е еден од суштествените, видите, контрапунктот на овој систем на сакрална политика е уставната демократија. И овој тип на сакрализација на политиката е имено излезен после Француската револуција, каде што заради секуларизмот и заради градењето на новиот тип на национални држави, каква што е француската, па од тука натаму целата политичка историја на Европа и на светот делумно, е отидено со оваа контра за да во суштина се погази правото како елементарниот дел на воспоставување на јавниот интерес. Што значи тоа конкретно? Значи, видите, правото мора да биде субординирано на власта. Тоа значи не да има безвластие во земјата. Напротив, ќе има многу правно регулација во земјата, но правото е тука да ја штити државата, а не индивидуалецот. Значи, кога одите во суд, вие практично правото не е тука вас да ве штити вашите права, туку е тука да ги штити државните интереси, односно јавните интереси, така како што сакрално ги дефинира власта. Драстични се примерите за тоа како тоа се случувало. Јас ќе ви кажам дека правев некои компарации. Во Хитлерова Германија во Третиот рајх, значи негде од 34 до 37 година, се донесени 4000 нови закони. Тоа скоро како ова нашиве што гласаат на... Значи, сакам да ви кажам, правото сериозно се третира. Но целата юриспруденција окрутува. Станува многу конзервативна. Се што е либерално право, се што е врзано за индивидуални права, се ништи, се потиснува,
понекогаш се прави тоа радикално, со промена на суди, со промена на судски совети, со интервенции кадровски, политички и секакви во правото, за да конечно резултатот на тоа биде една окрутена юриспруденција која што ќе ги штити државните интереси и со полицијата која што е секогаш над правниот систем. Значи, во тој систем полицијата, бидејќи тоа е репресивниот елемент, мора да биде над правниот систем, затоа што се користи и како притисок врз самото право. И морам да ви кажем дека овие околности се прилично добро истражени во европската историја, кај што е овој модел целиот развиен. Во таа смисла, како што на времето викаше Хитлер на еден од своите конгреси почетни таму негде после Вајмарската република 36-37 година, значи не е државата таа која што ќе командува со нас. Ние ќе командуваме со државата. Ние ќе бидеме тие кои што ќе кажуваме што треба државата да прави. Се извинувам што го потребувам Хитлер и така натаму, тоа е сепак најекстремниот пример за тоа како е направена. Отворен сум и за теориски и за политички расправи на таа тема, но бидејќи тоа сепак лабораториски би рекол најчистиот модел како е изведен, но тоа е отприлike ова што и кај нас ни се случува во една помека варијанта. Се разбира за секаква сакрализација на политика, за секаква нова државна вера, дури некои ја нарекуваат и граѓанска вера, граѓанска религија, ви е потребна Библија. Во нашиот случај Библијата, како што убаво Јасна Котевска тоа во еден текст, не знам, ве поканувам да го прочитате, викендов го објави да изvedен текст. Во нашиот случај Библијата се програмите за преродба. Само да ве подсетам, 2006 година програмата за преродба имаше 116 страни, 2008 година стигна до 200 страни, 2011 284 страни, последното 2014 има скоро 400 страни. Значи таа, сакам да ви кажам, значи за тој теориски, практичен обид за сакрализација на општеството, тој стои сериозен обид за негово, како да кажам, преточување и во норми кои што ќе бидат напишани, не само изговорени. Таквата држава пропишува се. Пропишува од тоа како ќе се раните, кој тип на диети да ги имате, кои спортови да ги играте, колку деца да имате и така натаму, до најсуштествените прашања како што се прашањата за вера во Бога, морални стандарди, за кого да гласате и така натаму. Затоа сме преплавени со овој тип на државна пропаганда која што се обидува директно да интервенира во областа која треба да го редефинира етичката поставеност во општеството. Конечно, да завршам со тоа, бидејќи мислам дека доволно експлицирав, како што се случи на католичката црква со Мартин Лутер во 15-тиот век, кога големиот католички реформатор на Келнската катедрала ги зачука својот проглас, заправо ја преведе Библијата на разбирлив јазик. Ја вернакуларизира, како што тоа се нарекува, за да луѓето можат на поповите да им кажат, ама попе не пише така во Библијата. Бидејќи Библијата до Мартин Лутер беше пишувана на латински и може да разберат само образованите луѓе, а тоа беше пред се црковниот клер, и да ја толкуваат на луѓето. Како што Мартин Лутер ја преведе Библијата, започна големата реформа во католицизмот, започна протестантската цела струја и така натаму, која што доведе до друг тип на огромни поместувања на ренесансни, политички, културни и така натаму на западниот свет. Кај нас улогата на Мартин Лутер, малку да се пошегувам, но и не се шегувам, е во суштина се бомбите. Објавувањето на бомбите заправо влегува зад кулисите на овој свет кој што ви го опишував. Влегува зад тоа да им објаснат на луѓето, да кажат, сега ќе ви кажеме како ова што ви го продаваат како една совршена реалност, всушност се прави. За да луѓето ги видат криминалите, двојниот морал, целата таа една огромна количество на една лажна идеологија и така натаму, за да луѓето се отреснат и се отрезнат околу тоа што им се продава и каков морал им се продава. Успехот на таа операција, ние сме сведоци, веројатно има уште многу да се работи во таа смисла, но да заклучам со друго нешто, го гледаме ви Геровски се мачи со текстовите и последниот за викендот и така натаму. Прашањето е што да се прави. И во оваа наша политичка прегнантна реалност сите се помалку незадоволни, а некои се и многу незадоволни, и сите мислат дека бидејќи го делат стравот дека како што наближуваат изборите нема да се успее во деконструирањето на оваа сакрална политика која нам ни се случува.
И тогаш почнуваат разноразни расправи, дебати, дискусии и така натаму, дали доволно се прави, дали методите се вистински, дали опозицијата не треба нешто друго да прави од ова што го прави, дали шарената револуција и така натаму и така натаму. Јас морам да ви кажам дека бидејќи се работи за системска, суштинска интервенција во менталитетот на луѓето. Историски погледнато има само два начини како тоа се адресира. Едниот начин кој не го препорачуваме, барем јас не го препорачувам, е со резки скокови во историјата. Револуција. Значи, со сите компликации што една револуција, што едно подведување на црта во општеството предпоставува. Бидејќи како што јас барем мислам, револуциите не се секогаш нешто што може да се препорача за прогрес во општеството. Значи, тоа е едниот начин. И другиот начин е едно постепено реинвестирање и реинсталирање на јавниот морал. Значи, интервенција во образовниот систем, интервенција во медиумите и така натаму. Може би, вистинскиот одговор, како и секојаш, е негде на средината. Може би ние можеме да се лутиме со право на одредени политички, да кажем, опозицијски кругови или други граѓански кругови, дека недоволно се, например, активни во однос на медиумите. Бидејќи медиумите се клучниот дел на произведувањето на оваа сакрализација. Може би тука требало и морало да се случи некаква побрза, пожестока, по-радикална интервенција во смисла на неприфаќање на тоа што го прават. Може би, гајте, сега јас би можел до утре да зборувам, не ми е тоа намерата, сакам што побрзо да завршам. Улогата на парламентот е многу занимлива. Во рушењето на уставните демократии првата жртва е парламентот. Парламентот мора да се претвори во едно провизорно тело. Во тело во кое што ќе се испразни и моќта и политиката од него. Во гласачка машина. Ако направите актис, ако направи следниот пат анкета за тоа дали граѓаните знаат да наведат 10 членови на парламентот, ќе ви кажам дека веројатно 90% нив ќе застанат на тројца. Значи, вие имате јавност која не знае стотина луѓе кои што треба во уставната демократија, тоа е врвната институција, да ги застапуваат нивните интереси. Но ништењето на парламентот, и сега да се вратам на тоа, значи дали можело нешто во парламентот да се направи така, тоа е целата оваа практична дебата која што се води во Македонија, која што јас мислам дека на крајот се води во вистинска насока. Јас мислам дека се води со недоволна брзина и жестина и можеби тоа е она што на сите нас ни пресуди да оваа трансформација трае предолго, но мислам дека овој тип на сакрална политизација која што е направена во Македонија е прилично демистифицирана. И дека ние сме многу отидени далеку во однос на тоа што беше ситуацијата со целиот тој интервенционистички систем во нашето општество негде кај 2014 година. Јас, колеги, ќе застанам тука и ќе ве поканам да се вклучите во оваа расправа за нашиот морал. Немам некаков посебен редослед. Доколку сакате, повелете кој е расположен да интервенира со своји гледишта и може да ми се спротивстави Мерсал, па нормално ние. Ајде, повели Тања. Мислам дека доволно сите се познаваме за да не мораат специјални представувања и така натаму. Тоа е така и замислено да биде една релативно отворена дискусија. Повели. Благодарам. Сашо ме спровоцира со својата дискусија говорејќи за новиот мурал. Јас би рекла, бидејќи го проучувам и муралот и религијата, нели, а и патологијата, денес моралното стана патолошко, а патолошкото стана морално. Или како еден од најпознатите социолози Анри Барик што вели, многу е опасно кога моралната патологија ќе ви завладее во сите институции на системот. Кога говориме за јавниот морал, навистина е многу тешко да зборуваме, бидејќи моралот, изворот на моралноста се вредностите. За кои вредности денес ние би говориле? Поготово за политичарите и нивниот вредносен дискурс, бидејќи нели тие се носители на јавните функции и тие на некој начин модели на идентификација кои што луѓето ги следат. И токму благодарение на тоа нас ни се случува она што денес ни се случува, да го прифатиме патолошкото како нешто нормално. Каде се вредностите како одговорност, доблесност, почит, честност? Тоа се основни вредности од кои што извори на моралот, врз основа на кои што треба да се однесуваат поготово носителите на јавни функции. Извинете, ама не само што не се маргинализирани, тие се апсолутно урнисани. Оно што денес нас се случува можеби прегрубо звуча, меѓутоа навистина верувајте дека
мислам дека кај повеќето луѓе кои што се дел од научната елита на вистина веќе не само што молчат, дури можеби прегрубо говорат, меѓутоа мене ми личи ова на она што го опишува Џорџ Орвел. Ние буквално живееме на животинска фарма. Сашо говореше за тоа, буквално сметаме дека живееме како еден вид на машини. Се што ќе ни кажат дека треба лидерот како да јадеме, како да се однесуваме, кога да водиме љубов, колку деца да правиме. Значи, веќе субјективното стана објективно. И во такви случаи ние не можеме да зборуваме за вистински вредности и за јавниот морал. Многу познати, исто така социолози ќе кажат, не можете вие да говорите многу за политиката и моралот, бидејќи Нели Живковиќ често вели, кога политиката ја отвара вратата, таму моралот ја затвара. Меѓутоа тоа не значи дека треба да ги урнисаме ние основните темели и постулати, морални норми, бидејќи ако тоа го урнисаме, ние не можеме да зборуваме ни за демократски вредности, ниту пак за демократија и функционирање на институции на системот. Анкетата ни покажа, мислам прво нешто сакам да кажам, дека одлична социолошка анкета, методолошки мощна, коректна, бидејќи имав можност да ја разгледам со сите детали и пофалба околу тоа, и во однос на примерокот, и во однос на коректноста. Значи, ни покажува една поинаков начин, поготово со тие 3 прашања, каде што она што велиме корелациите можеме да видиме одредени небулози. Во смисла, недоверба двотретинска во институции на системот, а од друга страна, во контекст на тоа, позиционо-опозиционо ориентирани не ми се совпаѓаат. Значи, таа е еден вид на корелација каде што треба социолошки да се истолкува зошто е тоа така. Но што го зборувавме прво, колку и да сакаме да велиме дека стравот ни помина, не е така, затоа што јас потоа ќе ви соопштам некои резултати кои што јас 3 години ги правам со студентите во однос на нивната доверба во власта и во институциите на системот, и ќе видите одредена дискрепанција и разлика во однос на пред 3 години и денес. Меѓутоа, стравот се уште владее. Говорам и во рамките на таа интелектуална елита. Еден пласичен прост пример. Ако пред 10 години во нашето бифе на филозофски факултет се водеа навистина интелектуални дебати, каде што имаше размена на мислења, различни мислења, меѓутоа можете да ги чуете и да дебатирате. Сега ако поминете, тие бифиња се празни. Значи, ако посакате со некој колега, можете да пиете кафе, но ако почнете дискусија во контекст на тоа до каде сме, дискусија за Скопје 2014, дискусија за културниот хабитус на целата наша држава, веднаш се прекинува тоа, велат, знаете како, стравот дека можеби ќе не прислушкува некој, можеби некој ќе се пренесе. Кога интелектуалната елита молчи, тогаш се ни е јасно. Не можете да очекувате вие од да не бидам прегрубо сватен од обичниот граѓанин да проговори, ако оној кој што треба да му биде негов на некој начин репер и креатор на јавното мнение, не го кажува. Тоа е тоа. Оно што, кога говориме за јавниот морал, сака, барем мене така ми личи, сака да го направат, тоа е Übermensch. И не случајно Хитлер го спомена, Сашо. Јас, кога ја читам и ја препрочитувам Mein Kampf, од 15 сличности дојдов до 27 и сега веќе, верувајте, оставам настрана, ми е страв дека може многу повеќе да најдам. Тој Übermensch сака да го создадат машина, која што буквално како копче, нели, како да се однесуваме. И тоа е страшно. Морална патологија, морални дегенерици, може би, велам, вулгарно звучи, меѓутоа, кај оние социолози кои што ги проучуваат, верувајте дека таа дисфункционалност на јавниот морал се довидува до ситуација на морално дегенерик. Значи, човек кој што апсолутно не само што не функционира со своите вредности, апсолутно ги урнисува и она што тој го смета дека е правилно, го става на ниво на нормално. Тоа е тоа кога патолошкото ќе стане нормално, а нормалното ќе стане патолошко, и тоа е тоа страшно. Морална ерозија во сите нивоа. Да не говорам за културното разнебитување. Кога говореше Сашо за културата, самиот термин култис што подразбира? Негување, ама негување на позитивното, на убавото, на правилното во култура. Културно оплотување. Како можете вие да се оплотите, културно се надградите, кога ќе погледнете зданија кои што изобилуваат со шунти кич, или кога ќе слушнете дека, не знам, градоначалници носат естрадни, така наречени уметници, кои што
ништо никое културно обележје немаат во нив. Само ви нудат шунтикич. И како сакаме да градиме јавен морал со тоа. Добро, јас нема да бидам тврд во определување на времетраењето. Значи може повторно да. Се разбира и ќе ви дозволам да. Само Тања, сакам да те предупредам дека моето цело пледоје беше за тоа дека они градат свој морал, кој нам не ни се допаѓа, но тој не значи дека не е заокружен како вредносен систем. Па тоа е сакрализацијата на политиката, значи тоа не е политика ослободена од вредности, само што тие вредности се поинакви. Ама первертирани вредности. Се јавија и Геро и Мерсал, како сакате? Геровски? Благодарам на поканата до организаторот, иако во принцип избегнувам последно време да додам по ваков тип на настани. Да. Не, се сеќавам Мерсал кога бевме пред не 3 веќе, 7-8 години, ке сепа истите работи се перпетуираат постојано и дека ништо всушност битно не правиме. Но добро, тоа е друго прашање. Дебатите за јавниот морал и ме заинтригира искрено речам темата, бидејќи ми е крајно контроверзна, затоа што не може да се разговара на оваа тема без прво да расчистиме што е тоа јавен морал и што се тие всушност вистински вредности, демократски, цивилизацијски и така натаму. Мислам дека Ницше има кажано дека морален систем за кој сите ќе се согласиме, значи прифатлив за сите, всушност е јавниот неморал. Затоа сме сите согласни, затоа сите можеме да постигнеме согласност. Се друго над тоа мора да биде работа на конвенција, работа на договарање, работа на притисоци, на наметнување и така натаму. И на тоа ниво точно се одвива овој процес на изградба на еден систем на морални вредности и на вредносни судови кои се разбира не само што наликува, туку е идентифициран со она што се случува во Третиот рајх, или што Сашо го нарече тука сакрализација на политиката. И тоа е нормално за едно вакво општество какво што е македонското, кој пред овој режим беше во голема мера конзервативно и предполитичко, но сега стана една православна џамахирија, стана едно навистина сериозно конзервативно општество и тука сега многу тешко ќе излезете на пазарот на морални вредности и на другата страна, што условно речено ја сметаме за неморална, за штетна за иднината на Македонија, да им објасните, да им кажете дека тоа што тие го правате неморално, невредно, штетно за земјата. Не, тие велат, извинете, ние сме честни, ние сме работливи, ние сме морални, имаме по 3 деца, барем се трудиме, нешто слабо им иде, ама се трудат. Се што тие го промовираат како заокружен систем на вредности, всушност е нешто што ние се соочуваме и сега тешко е да се каже, тешко е да се објасни од која позиција ќе го кажеме тоа. Од позиција на договорениот неморал, нели, како некоја базична позиција, или од позиција на некој наш вредносен систем на судови, па ќе речеме не, ова што го правите вие е неморално. Дури Македонија во таа смисла конзервативно, предполитичко, примитивно општество, што дури се смета, дури и крадењето на некој начин, се смета за не толку неморално, нели, нормална работа е провизија и така. Имам да им е браво, нели, крадат, ама градат и така натаму. Значи имаме всушност една конвенција, постигнато победничка конвенција, која да не се лажеме, е заокружена во систем, во победнички систем до овој момент и кој функционира. И сега ние се залажуваме самите себе, кога им велиме, вие сте неморални. Не знам дали во перцепцијата на луѓето тоа така се разбира. Бидејќи ако прочитате што се пишува по нивните медиуми, што се зборува на нивните собири, митинзи, бога ми сериозно човек да се замисли, ако има минимум самокритика, дека да не сме ние во ред нешто. Бидејќи расправите за моралот се многу комплицирани и многу тешки. Значи, што сакам да кажам? Ако
Ако, како што рече Сашо, за сето тоа што тие го прават, не постои само криминал, туку постои морал, а во случајот на Скопје 2014, ја тврди дека постои естетика од која почнува се, по мене, многу поважна и од моралот. Ако за тоа значи постои идеја, и ако за тоа постои систем, мора да се запрашаме. Не можеме да мрднеме никаде во никаква дебата, во никаква акција, ако не се запрашаме, добро, а која е нашата идеја и кој е нашиот систем? Жалам што морам да кажам дека како заокружена, како фокусирана идеја, како идеја околу која треба да се наслучи некаков општествен отпор, такво нешто ние немаме во овој момент. Барем не фокусирано. Имаме можеби сетовини идеи, импресии, екзалтации, така натаму, но немаме заокружен свет. Нема, пазите, тука нема шорткатови, тука нема трикови, нема пиар наративи, нема глупирање. Тоа нема, со тоа чудо што го имате од другата страна, не можете вие така да се борите. Тоа не бива таа работа, затоа што тоа е на вистина, јас сум убеден дека е Сашево право и дека уствари е пострашно што тоа што Сашево право, дека тоа е толку внимателно, суптилно и паметно градено, што ние сега се изненадуваме и допрва, жалам дека ќе се изненадуваме и тоа кај мене создава, искрено да ви кажам, известна нервоза, тоа што ние велиме вака. Као ќе се бориме со ова несреволуционерни средства, се согласувам, мина времето на тие приказни наративи, но велиме ќе реинвестираме во јавниот морал, ќе малку реинвестираме во медиумите со нови вредности, па во образование, така таму. Ние не можеме да дојдеме до таму, до почетокот, кој сме ние? Тие што ќе инвестираме во образованието. Што имаме ние во образованието? Ние сме консументи во образованието. Нашите деца се во образовниот процес, некои од нас помладите. Не можеме. Тие се тие што инвестираат. Значи, ние имаме реално една брана и една барикада и сме од двете страни барикадата што треба да се совлада. Не сум сигурен дека знаете, многу се фрли овие години, и затоа се насмеав малку ова мисла на почетокот, кога ме подсети на теренот на демистификација на овој систем, што вака пластично го овдека опиша Сашо. Ама пазете, луѓе, од 2008 година, барем јас се ашкаме по разноразни дебати и го демистифицираме системот. Абе да беше нуклеарна централа, ќе раштрафевме до последно штрафче и ќе составевме на заечки, ќе знаеме како се прави. А не нешто, значи, окей, ние имаме демистификацијата. Луѓето знаат, не се луѓето глупави. Проблемот е посериозен. Проблемот е што голем дел од луѓето во Македонија објективно се инволвирани, се зависни, се дел од тој систем по клиентилистички основи, по основи на реална корист, по основа на, во крајна линија, реална љубов кон тој систем на вредности, почитување, така таму. И тоа е нашиот Голијат. И ние мораме сега да го видиме во неговата сериозна големина и да не мислиме дека како Давид со прачката ќе го погодиме негде таму над, нели, ова и ќе успееме така. Тоа се случува еднаш во историјата на човештвото, ако воопшто се случува, ако не е само приказна. Инаку нема да се случи тоа така. Поентата ми е, да завршам со тоа за сега, дека ја разбирам само еден начин како човек да се бори против една идеја, само со идеја. Нема помоќна работа. Ја разбирам еден начин да се бори против систем на вредности со промоција на некој друг нов систем на вредности кој ќе биде повреден, поприличен, кој ќе го излече најдоброто од луѓето. Луѓето не можеме да ги натераме на избирачките места за низ некаков нормален политички процес на избори, да го растуриме овој левијатан, овој систем што е направен, со тоа што ќе речеме, ние ќе бидеме отприлика такви, ама малку болји од овие другите. Не,
Не, тоа не проаѓа. Ја ви тврдам дека во народот тоа не проаѓа. Реакцијата на тоа е следнава. Дали го слушате во ехото на зборовите што често ги слушам, абе не ги бива. Абе и овие не ги бива. Зошто луѓето велат и овие не ги бива? Затоа што мораме, затоа што е така, затоа што мораме се трудиме да не бива. Значи, заврши проектот демистификација, заврши проектот отварање, заврши бомбардировката на Дрезден, се срамни со земја, до последниот, тоа треба нешто да се гради. И тоа треба се прави релативно брзо, за како што вели Сашо, време нема за сето тоа, барем да се почне, барем да се трне во некоја насока. И тука ја би завршил со потребата да по секоја цена мора да се форсира како единствена морална вредност околу која сите ние, што не мислиме како овие конзервативците, би пледирал за една работа да се договориме, а таа една мисла што нели од Данте некаде ја прочитав, дека најмачните места во пеколот се резервирани за оние што остануваат неутрални во вакви времиња. И што ќе произлезе, не знам, поима немам што ќе произлезе, ама од тука мора да се почне. А не да се занесуваме дека таму негде постои готов сет на морални, вакви, такви системски вредности. Ние само треба сега само да дојдеме некако на власт, како во они вицот, нели, кога ги убедувале луѓето ви бабове кои вика да кога да гласа за нас, па ќе дојдеме на власт и кога ќе дојдеме на власт ќе направиме тоа, а бабата му рекла на политичарот, мислам дека тука дури таа анегдота и вистината се случила во Македонија. Ако бе синко, ако ние ќе гласаме за тебе, само ти прво дојди на власт, па после ќе гласаме за тебе. Толку. Па ќе одиме со колешката Арифи, па Александар и... Благодарам. Моралот како поим, како во поширока, а и во потесна смисла е поврзано со времето и просторот. Значи, во едно време нешто, некој действување, некоја постапка, некој размислување било морално, а во друго време не е морално доволно или тотално неморално. И во еден простор или на еден простор нешто е морално, па во другиот простор е неморално. Но се поставува прашање тоа што како теза го исфрли Сашо, која е таа под наводници религија која создаде таков нов морал кој е рамен на тотален неморал. Значи сега слободно може да кажеме дека да се биде честно тоа е неморално. Значи да се биде честен човек тоа е срамота веќе стана со помош на сет, значи, активности кои со години траат да создават ново мнение, нова свеска луѓе, се со цел да се владее долготрајно без никаква одговорност. И се поставува прашање дали воопшто, често и луѓето оправдано тоа го поставува, политика дали воопшто има морал. И обично мисле дека политичките игри по нивна природа се коса со основниот морал, што мислам дека е погрешно. Дека сепак и во политиката има морал. Се тоа кажува дека постигна врвни цивилизации, развој, добра живеачка и тоа е морал. Значи, првенствено засновување на политика врз некаков морал, не во апсолутна смисла. Дури едни постапки кои на видом ние мислам дека не се морални на политичари, ако им е задната цел или последната цел моралот, повисокиот нор, и тоа се оправдува, значи се прави минимални неморали за се дојде до еден многу важен или генерален морал. Сега моралот во доста институциите, моралот може да биде како автоморал и сама одговорност кога носителите на јавни функции од објективни и субјективни причини, значи се извинуваат дека не успееле во тоа што требаше да го постигнат или го ветувале јавно и затоа си поднесуваат оставка, се извинуваат пред луѓето, пред граѓаните и тоа е некако
автоморал, значи автоодговорност, самоодговорност. И вториот начин на одговорноста, значи, кој произлегува од притисокот од јавниот морал, колективниот морал, кога носителот на јавната функција или не е свесен дека е диаметрално се коси со неговите ветувања и постигнати цели, или не сака тоа да го разбере, па притисокот од доле ќе го натера, значи, како колективен морал, да си поднесе оставки или да се поднесе отделна одговорност. Сега, во однос на тоа како функционираат нашите институции, што има интересно истражување тука, прво, при наши услови, искрено сум во голема дилема дали ние воопшто имаме институции, значи тоа како прво, и како второ, како луѓе да ги перцепираат и тие да ги наречеме институции. Во однос на првото прашање, веќе на секому е јасно дека тука институција е телефонот. Зашто телефонот знае да биде и парламент, да биде и Министерство за здравство, и за екологија, и за економија, и Уставен суд, и суд од прв степен, втор степен и не знам како степен. Зашто телефонот е тој. Зашто ако е телефон институција, зашто сме ја погодиле целта, дека тој ниво тука сме ние. Каде е парламентот тука што Сашо го објасни како врвна институција која ги представува граѓаните како носител на суверенитетот на државата и граѓани и така натаму. За жал, значи, парламентот е претворен во некаков коцкарнички жетон во казино, и тие луѓе изгледа не само што немаат право да говорат, изгледа нема право и да мислат веќе. Значи ќе им се каже ќе гласате да, ќе гласате. Сега утре ќе гласате не, добро, ќе гласаме не. Да се изфрлите од третија сват, ќе се изфрлиме, не е проблем. Значи тоа ја не би ги обвинувал нив како поединци, колку еден мозок под наведници кој сакал институции да ги доведе тако дереже. И не сум сигурен дека тоа е комплетно или во голема мера е само идеолошки. Ја пак гледам дека тоа е, значи, задната цел е криминалот, организираниот криминал, и сите други компоненти се меанизми, цели форми да се создава таква религија или свест или мислење или постапки. Зашо велам така? Информациите мои говорат дека систематски е направено, значи е работено во насока на тоа да се изгради систем кој ќе биде пирамидален, до крај послушен, нефункционален, значи само врвот треба да функционира соодветно незакони туку неговата моментална волја. И тоа е направено не толку наивно. Значи, носител на јавна функција е Мерзо Билјали, например, дојде тука, здраво, да си напиеме кафе, ние знаеме што сте направили и таму веќе види дека секој од нас нешто погреша, што може да отиде 5 месеци у затвор или со години и така натаму. Значи, но ќе замишиме тука, не е проблем, ти си наш човек и ќе те назначиме, не знам, председател на Уставен суд, член на Уставен суд или председател на судот или министер или не знам, дури и пратеник и така натаму. И по тоа што јас како Мерзо Билјали, кога знам дека во секој миг некој може да ме носи у затвор. И тоа со право. Тоа сум направил нешто. Не знам кој човек направил ништо. Тоа е прво. Второ, тој клиентелизам. Јас не би го нарекол ни клиентелизам, туку исто криминал. Па нема клиентелизам кој не е противзаконски, кој не е некакво кривично дело, кој не е некакво казниво дело. Затоа што вие нешто ако треба некому да му направите услуга како клиент, треба да прекршите закон. Затоа што тој не ги исполнува, значи, условите во една нормална и редовна постава да добие нешто и ама ќе добие преку мене и преку вас и така. И тоа е криминал, значи. И тоа е казниво, и тоа е кривично дело.
И мислам дека се работи за пирамидален криминал. Значи, кај што на врвот е некој што злоупотребил милиарди, па потоа стотина милиони, па десетина милиони, па милиона, па стотина илјади евра, до простиот работник кој крадел, не знам, клешти или чекиш или нешто слично. Значи, ние сме или изградено веќе криминално општество кое функционира така затоа што е врзано природно во себе. И проблем е тоа како да се руши или да се размонтира тој криминал. И ние сега може да кажеме луѓето се апатични, но тие стана апатични затоа што нема друга алтернатива. Проблем е, значи, не дека луѓето не ги сваќат институциите, дека институцијата е аргат негов и тој го плаќа. Дури ето имавме анализа дека се свесни дека многу поскапо ги плаќаме, значи ние земаме човек да ни копа на дворот или на нивата, тој секоја година ја покачува дневницата, а не само што не работи, работи спротивно. Противно распродаде наш имот, а ние молчиме, се плашиме од него, од тој нашиот аргат и продолжуваме со години. Ние тука треба да расправиме каде е леко. Значи, не мислам дека овој проблем треба да се остави само на политички субјекти, на политички партии. Стварно ти интелектуалци, ако има бар во доволен број кој не се клиентелисти, не се врзани некаков интерес, зашто не може да создадеме еден мозок за да изнајде лек за ова терапија на колективна апатија. Значи, очигледно дека ни треба лек. Значи, нашиот колективен ум е болен. Додека ние сметаме дека крадењето е браво, алал, значи тоа е способност. Значи, тука е болест. Ако да размислат многу луѓе, тоа е колективна болест. Како да изнајдеме лек? Па дај на тоа да работи. Значи, не може ние цело време, се обравме, работевме и со право, колку 3-4 месеци се прочетавме. Може би 1% нешто сменивме, па и тоа е 1% окей. Ние требаше да продолжиме. Значи, па 2%, па 10%, па 20%. Значи, мора ние перманентно со тоа да се справуваме. Ако не создаваме мозок за да се заздрави колективниот ум, ја мислам дека ќе продолжиме и понатаму. И да завршам, пошто Па ќе земеш. Не, само да кажем ми се допадне една речица на еден уморист кој си кажа дека сега, каже, конечно криминалците не може да се шетат слободно, оти популарноста не им дозволува. Добро, повели, се па ќе одиме на Александар, па Зоран, па професорот Фрчковски. Благодарам први на поканата и сега да ви кажам дека навистина е интересна целата анкета што сте ја спроведиле и посебно се интересни одговорите кои што сте ги добиле, а за мене е интересен и насловот што сте му го дали на целиот проект, па за да држи темелите тонат, па пред некој ден видовме дека и вода изби на некоја од институциите кај археолошкиот музеј, што ни каже дека навистина темелите веќе долго време тонат. Јас само за да ме пресрамам, ќе станам кафе да се земам. Што бидете слободни. Освен тоа, значи, и фасадата не сум сигурна уште колку ќе држи, особено ако е ваква стиропорна, како што е во нашиот случај. Јас би сакала да се осврнам на 3 работи во однос на тоа што веќе се дебатираше и ќе започнам на тоа што речиси секој од нас се повикува на Третиот рајх, на Хитлер и на сето тоа. Интересно е дека навистина изгледа дека Хитлер и Третиот рајх и фашизмот и нацизмот долго време биле проучени од луѓе во што ја водат државата, бидејќи едноставно може да се идентификуваат во повеќе работи. Јас би сакала да го допрам посебно правниот аспект. Третиот рај и начинот на кој што владеел Хитлер е посебно познат во правото по начинот на толкување на правото. А тоа бил еден сосема легалистичен, крут
и позитивистички начин на толкување на правото, што многу често го гледаме во денешните институции и во значи низа одлуки на судовите, но не само на судовите, туку и на другите институции кои што се важни за правото. Така што тоа е посебно загрижувачки, бидејќи веќе законот го губи, толкувањето на законот го губи тоа што е во интерес на граѓанинот, како што многу убаво тоа го покажавте, дали законите значи се тука за да ја заштитат државата или граѓанинот, но во една демократија каде што се смета дека владее правото, токму е таа суштината, дека не е полициска држава, туку е дека правна држава, дека владеат законите и дека тие се донесени заради интересите на граѓаните. Начинот на кој што се толкуваат тука законите, значи оди во сосема, во тотална спротивност со овие начела на rule of law, значи на правна држава, на владење на правото и така натаму. Освен тоа, многу убав беше тој детал што го дадовте во врска со илјадниците закони носени за многу кратко време. И тоа значи е многу интересно, бидејќи и тоа го гледаме, речиси, веќе долго време, како се носат закони, како тие истите се менуваат заради дневни потреби на владеачките сили. Значи, тоа особено се гледаше и во самиот процес на помилување, каде што имавме, значи, иста партија на власт во 2009 година, кога за своји цели го промени законот, па после пак за своји цели, значи, го укина законот на Уставен суд, иако така многу вулгарно звучи, но сепак тоа е реалноста. И после начинот на изменување на тој закон исто така беше сосема, значи, неразбирливо од правен аспект. Значи, за мене е битен тој легалистично-позитивистички пристап кон правото, кој што е видлив во третиот раг и кој што многу значи, често се идентификува и во начинот на кој што правото денеска се толкува, значи, бидејќи едноставно се добива впечаток дека во интересот на таквото право е единствено зачувувањето на државните интереси, а никако природните права на човекот. Тоа е првата работа. Другата работа, тука сме да говориме за јавниот морал и за значи, за демократските процеси, за тоа колку имаме верба во институциите. Јас би сакала да кажам дека не значи дека живееме во 21 век и автоматски сме во демократски систем. За нас може да изгледат многу далечни некои други системи на феудализам, на робовладетелство и така натаму. Но начинот на кој што тој клиентелизам е воспоставен, а кој што се докажува со вашата анкета, е навистина проблематичен. Бидејќи на едно прашање од вашата анкета, кој што гласи луѓето кои што ги вработила партијата во институциите, на партијата треба да и вратат некако, значи има само 43% кои што одлучно кажуваат не, па има дури 22% кои што кажуваат потполно да, па има делумно да 17% и делумно не 9%. Значи околу 48% луѓе се колебаат во врска со ваквото прашање и едноставно мислат, дури да не се многу значи сигурни на тоа, дека навистина и должат нешто на некого кој што ги ставил на некоја работа и треба некако да им вратат. Тоа е, како да кажам, однос на некој кој што дал кредит и овој кој што треба да го враќа кредитот. Тоа е однос кој што е долго познат во историјата. Тоа е не е веќе робовладетелски однос, бидејќи и тој самиот нешто добива, нели? За мене тоа повеќе однос помеѓу феудалец и кмет. Да. Феудалец и кмет, тој е врзан за својата работа, тој е врзан за својата земја и тој плаќа не данок, туку плаќа кирија за тоа што, значи плаќа рента, плаќа арач. И мислам дека во овој однос, значи, кога зборуваме за јавниот морал и за тоа што, значи, навистина се случува со народот, најпрвин треба да размислиме како би можеле таа врска да ја прекинеме и дали воопшто тоа е можно. Сакав да се надоврзам со третата работа што сакам да ја кажам. Јас не мислам дека тоа преку ноќ ќе се случи. Ни дека јавниот морал за неколку месеци ќе се смени. Тоа се долги процеси.
така ние сме се научиле да живееме уште од поодамна и не сме имале ефективна демократија долго време. Значи нови сме во демократијата и не може да очекуваме дека таквиот мора многу значи наеднаш ќе се смени. Ако тоа некои револуции така го замислувале. Јас мислам дека треба да се инвестира на конкретни работи и како таму работите кои што се погрешни да се демистифицираат и да се најде конкретно решение. Затоа ќе се надоврзам само со две други прашања, например со ова влада е добра заради тоа што иако краде повеќе дава на граѓаните, дури 27% се колебаат дека тоа е така. И не е греф ако се снадеш, па и да е малку незаконски, и ти да беше така, ќе правеше. И дури 24% значи на граѓаните сепак се тука. Да се договорим за нешто. Значи, јавниот морал и моралот воопшто е многу јасна работа. Значи, или е добро или лошо. Да се краде е лошо. Тие што крадат треба да одат на затвор, значи треба да сносат одговорност. И мислам дека од тука треба да почнеме. Значи, зборувавме за демистификација и за сакрализацијата на политиката воопшто. Но јас мислам дека не сме успеале уште да демистифицираме еден важен и многу долг мит во нашето општество. Дека човекот кој што прави вакви работи не одговара и бега од правдата. Во моментот кога ќе имаме вистинско судење, како што имало вистинско судење за соработниците на Хитлер, во моментот кога таквото судење ќе биде според највисоките модерни стандарди, кога тие луѓе ќе бидат казнети на тој начин, тогаш значи таквиот начин на владење ќе биде демистифициран и веќе луѓето ќе можат да сватат, без разлика во кој стадиум на мислење се, значи ќе можат да сватат дека ова не само што не е морално, туку е незаконски и се оди во затвор за тоа. Ете тогаш, значи можеби ќе настане некоја промена, бидејќи ако го немаме овој елемент, тогаш никој не може никого да увери дека истово нема да продолжи да се случи и во иднина. Благодарам. Јас пред да му давам збор на колегата Николов, да ве потсетам на тоа што сите го знаете. Откако беше поразен нацизмот воено, потоа денацификацијата траеше со децении, а почна со нирнбергските процеси. Ова инсистирање на странците на специјалното јавно обвинителство не е случајно. Заради објективни околности. Ние не можеме да знаеме како ќе излезе со нашиот случај. И кои околности кај нас ќе преобладат. Колега Николов, повед. На почетокот прво честитки до организаторот, до организацијата Актис. Морам да кажам дека прилично бев изненаден затоа што човек во последно време кога гледа анкети некако очекува да бидат и резултатите и прашањата прилично досадни и однапред познати. Ме израдува што и од аспект на подлогата на анкетата и на теоретското осмислување на пристапот, солиден пристап имате на вистина, и би рекол многу провокативен. Не поради тоа што можеби сме изненадени од одговорите на прашањата, меѓутоа поради интенцијата да се систематски да се пристапи кон проблемот каде сме, зошто дојдовме до тука, како дојдовме до тука и како можеме да го надминеме овој проблем со заеднички залагања. Од аспект на методолошкиот пристап имам само два коментари или можеби дополнување или забелешки. Првиот е хронолошка забелешка, од причина што на некој начин низ прашањата, па и низ толкувањето на одговорите се добива впечаток дека ние се очуваме со проблемите со кои се очуваме, што ги објаснија сите претходни говорници. Гледано некаде можеби од почетокот на првиот мандат на Груевски. Што се плашам дека не е така, се плашам дека овие проблеми не се настанати многу порано, значи не само што не настанале со доаѓањето на власт на Груевски, не само што не настанале со доаѓањето на власт на Георгиевски. Со овие проблеми ние се влечеме од почетокот на транзицијата, па дури и од порано.
Ако зборуваме за партизацијата на институциите, ние во минатиот систем сме имале една партија, Сојуз на комунисти на Македонија, што значи дека сме имали тотална партизираност на државните институции. Со транзицијата имаме трансформација на Сојузот на комунисти во Македонија во она што е денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И на почетокот во 90-те години не може да се каже дека имало промена на власта, значи со неколку мали исклучоци како што беше експертската влада на Кјусев и така натаму. Онаа власт што беше представена преку Сојузот на комунисти на Македонија продолжи да владее со Македонија. И на почетокот на таа транзиција беа спроведени неколку работи, како на пример приватизацијата и како на пример можеби би го извел тука и кршењето на санкциите кон Сојузна република Југославија, кој што беше еден доста вносен бизнес, кој што резултира не само со партизацијата на институциите која што беше онака наследена, туку резултира и со тотална криминализација на институциите. Ова го спомнам, зашто го спомнам ова? Не го спомнам од аспект на тоа да кажувам дека не е виновен Груевски за дережето до кое што сме дојдени, него го спомнам од тоа за да најдеме некаков разумен, да поставиме разумни диагнози, да поставиме нормално лек како може таа состојба да се надмине. Од таквата криминализација на институциите и партизацијата имаме после со доаѓањето на Груевски на власт и претходно на Георгиевски. Имаме состојба, значи кога доаѓаат тие на власт да имаат представа дека треба да сменат се во институциите, значи сите луѓе, од министер до чистачка, затоа што нели претходно тие биле доминирани од нивните политички ривали. Таквата промена на кадрот во радикална промена во институциите, или што би рекол еден професор на правниот факултет, драматичен дисконтинуитет, доведи до нивно деградирање на капацитетите. Ова е битно затоа што сега веќе не се соочуваме само со проблем поврзан со тотална партизација на институциите, не се соочуваме само со проблем поврзан со тотална криминализација на институциите, туку и се соочуваме со институции кои што се реално многу неспособни било што да направат. Го спомнавте проблемот со поплавите. Секако не може да се каже дека владата не сакала да го спречи тоа или да направи нешто, меѓутоа мора да се признае дека има тотален недостаток на капацитет за било што од овие проблеми реални животни на луѓето да се справи.